Сега е четврток, точно е 12:28 и јас се спремам да одиме со Брендин на некој многу ран ручек. Најверојатно тоа ќе биде Боемска улица, на некој од рестораните таму. Зошто кафана волку рано? Бидејќи ние за 2 дена патуваме за Америка. А зошто патуваме за Америка на вака short notice? Бидејќи како што знаете од Инстаграм, ние се обидуваме да го балансираме животот помеѓу Македонија и Америка. Во моментот заглавивме на една процедура каде што, верували или не, ни фали уште еден документ и за тој документ да го добиеме, Брендин треба да биде лично присутен во Америка. Сега, бидејќи ова не е патување, да речеме, како одиме до Велес и назад да го завршиме одма, за да ни се исплати летот, ние се решивме да останеме малку подолго. Попратно, нели, да завршиме некои други наши работи и обврски што ги имаме таму. И јас сакав да искористам оваа прилика и ова патување да снимам неколку работи од Америка, односно од Колорадо. Сакав на моите пријатели на кои не сум имала прилика до сега да им го покажам градот во кој живееме, сакам да го покажам нашиот начин на живот таму, може би ќе инспирирам некој да го посети тоа место во иднина, може би, како што отидов јас таму на Work and Travel, некој ќе доби инспирација да аплицира некое лето да појде таму. По видеата од Америка, конкретно немам испланирано колку и дали воопшто би снимале, но јас би сакала да го забележам некаде нашиот процес и низ што поминуваме додека Брендин се стекне и со македонско државјанство. Но може да видиме тука и да броиме колку пати ќе се откажеме во текот на цела ова процедура и да речеме батали, не вреди, пакувај се си одиме. А од друга страна пак да ги видиме убавите работи заедно на Македонија и за кои работи навистина вреди да се бориме ние да бидеме присутни и во Македонија. Но тоа нели се ќе остане за понатака, ќе видиме како ќе идат работите. За сега, како што реков, е четврток. Ние патуваме рано во сабота, така што имаме само денес и утре фактички да се спакуваме, да испазариме. Јас треба да одам до аптека да купам лекови за мене. Треба да одиме до ДМ, треба да купиме некои играчки за Теодора, кои ќе го држат вниманието низ целиот лет. Треба да купиме подароци за некои блиски луѓе и тоа е забавниот дел. После тоа мене ме чека цела една корпа со прљави алишта, ме чекам чистење на станот, менување постела и пакување. Така да, се спремам сега, одиме да јадеме и се пуштаме во акција заедно. What are you gonna miss most? Kafana, probably. I mean, what else is there to miss? I think I'm just gonna miss Kafana. Tasty? Последно јавување ни беше од кога купувавме играчки за Теодора. Сега се спремив, одам да се видам со Бојана и после тоа да почнеме малку да се пакуваме. Сега е скоро 9 часот. Брендин каде и да е треба да се врати, ја носеше Теодора во градинка. Јас сум будна од 6:10 од прилика
и душава ми спие, а кај е цел ден. Морав да станам порано за да стигнам да ги пуштам сите машини и да има време да се исушат талиштата, за да можам вечер да ги спакувам. Вчера од тоа што планиравме многу малку завршив, бидејќи заглавивме искрено кафана. Нека да заглавивме нешто многу, ама доволно да немам време да испазарам се што ми треба, така да тоа останува за денес. Го чекам Брендин да дојде, на брзина правиме доручек и се пуштаме во акција, а до тогаш јас морам да зачистам, зашто иначе ова нема да се среди само. 1 час подоцна, станот не се препознава. Сега остана уште ова, што нема крај, и играчкиве на Теодора, меѓутоа ова кога ќе се вратиме. More chocolate for the guests than for us. No, not the guests. We're the guests. We're the guests, yeah, I don't know. For the friends. Yes. Ajde, odimo. Da, che doi da tuca. We're in the Istanbul lounge now. We're on the way back towards Denver. We just left Skopje and it's only an hour flight to get here. And now we are hanging out. We got about an hour and a half until we have to get on to our next plane. So we're catching some food in the lounge. They've recently renovated both the business class and the Miles and Smiles lounge. Renovations are really nice. The food and everything is still the same as it's been. Same great choice, coffees, tea. Right now I'm eating a plate with some kofte, bulgar, tomato, roasted pepper. It's really good. They have it every time you come through the lounge here. Right now, Vicky is putting Taya down for a nap. We'll see, maybe she'll get a bit of sleep before we get on the plane. But the next leg of the journey is going to go from Istanbul straight to Denver. It's about a 12-hour flight. So we'll see. Hopefully Taya will get some sleep. Ова најверојатно ќе биде последното јавување за ова видео. Стигнавме во Естес пред не знам веќе николку време. Јадевме, се освеживме малку. Дефинитивно за долгиот лет не беа моите омилени 11,5 часа, ама не можам да се жалам, теа беше стварно
перфектна, очекував да плаче, очекував да неќе да седи во седиште, ама навистина не изненади сите колку беше добро ствари. Малку имаше скрин тајм, повеќе си игравме, цртавме многу. И последната работа што сакав да ја кажам, ова идеја за YouTube канал се јави како потреба, односно да можам да кажам на блиски луѓе истовремено кај сме со животот, бидејќи не стигам. Аз знам колку им е интересно на моите пријатели. Така што од потреба се јави, меѓутоа мене ми е многу драго, бидејќи само со едно видео јас веќе имам премногу драги моменти забележано, така да мислам дека ќе продолжам со ова, а некој доаѓа тука. Што сакаш? Тие да ги отвориме? Да. Сега ќе дојде мама и ќе отвориме. И за крај, мене ми е многу без веза да се гледам себе си, дори да се навикнам, например. Така да, ова видео дефинитивно ќе биде едитирано од Брендин, зашто мене ќе ми биде многу глупо да се гледам и слушам. Претпоставам само да се навикнам, меѓутоа, он ќе го едитира. Он и неговиот македонски не се баш нај, така да, како ќе изедитира, дали ќе ме пресече усред реченица или не, тоа те ќе видиме и ќе се смееме на крај. Како и да е, јас ова прво видео не го гледам, не го едитирам. Од второто натака, верувам дека да. Фала ви многу и се гледаме.